Добро вечер. Го следите најновото издание на регионалните вести. Со евангелскиот поздрав Бог се јави, на вистина се јави. Православните верници денес го одбележуваат празникот Богојавление, кај народот познат како Водици. Во Тетово централното одбележување се одржа во соборниот храм Свети Кирил и Методи. 22 годишниот Станислав Бојчевски го фати осветениот крст. Прославувањето на крштевањето на Исус Христос Богојавление во народот познат како Водици беше причина на денешниот празник во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово да дојдат голем број верници. Со светата божествена литургија чиноначалствуваше митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф. Чествувањето на празникот продолжи пред базенот во црковниот двор, каде митрополитот господин Јосиф изврши голем богојавленски водосвет, пошто го спушти осветениот крст. Од тројцата млади верници, Станислав Бојчевски, Дарко Ѓорѓевски и Далибор Ѓорѓевски, најбрзо до осветениот крст стигна 22 годишниот Станислав Бојчевски. Јас сум Станислав Бојчевски, ова ми е прва година што се фатам за крстот. Годинава очекувам Господа ми даде здравје, среќа и љубов, другото само ќе си дојде. Присутните верници земаа од осветената вода за здравје која ја носеа во домовите. Трета година по возобновувањето на традицијата, Гостивар масовно го прослави празникот Богојавление Водици. Годинава Светиот крст од водите на Вардар го извади Павел Давидовски. Многу здравје, среќа, веричен на сите македонци. Ајде. 20 годишниот Павел Давидовски од Гостивар беше најсреќниот меѓу 30-тината гостиварци кои скокнаа во водите на Вардар по Светиот крст на прославата на Богојавление Водици во Гостивар. Ова беше трета среќа за Павел кој учествуваше во водењето на крстот и претходните 2 години. Белата снежна покривка уште повеќе ја разубави празничната атмосфера, а ниските температури не ги спречија граѓаните масовно да бидат дел од годинешната манифестација. Прославата на Водици започна утрово со света литургија во соборниот храм Пресвета Богородица на градскиот плоштад. Голем број верници беа дел од литијата што по богослужбата тргна од црквата и преку централното градско подречје се движеше до малиот мост на Вардар. Митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф го изврши чинот на осветување на водите и го положи Светиот крст во реката. Господи, чудни се Твоите дела, ние не зборни достојни Твоите чудеса. Цару, дојди сега за Твоето Господи, од светија ова вода. Сами сега што е Цару, дојди сега с Твоето Господи, и од светија ова вода. Ова е трета година поред како Богојавление во Гостивар се слави со положување на крстот во реката Вардар. Традицијата после речиси 7 децении пауза беше возобновена во 2015 година на радост и задоволство на верниците кои масовно ја поддржуваат. И денес на Водици присуствуваа граѓани од сите возрасти, деца, пензионери и цели семејства. 19 јануари Богојавление се слави како ден на кој Свети Јован го крстил Исус во реката Јордан.
Празникот го величи крштевањето како една од светите тајни на христијанството. Празникот Богојавление Водици денес се чествуваше и во населените места Фалише, Сарачино и Ратај. Големиот православен христијански празник Богојавление кај народот попознат како Водици денес се чествуваше и во населеното место Фалише. Затрепери претеча излика велики, како да го просвета светилникот на светот, како слугата да ја стави раката над владиката. Спасите ве освети на мене и водите ти кој го зеден светот. Он ме миршие премудро. Вака вели Господ, со радост ке црквите од изворите на спасението и ке кажете во тој ден, славете го Господа, повикувајте го Неговото име, меѓу народите разгласувајте ги Неговите дела, напомнувајте дека Неговото име е големо, пејте на Господа, зашто Он направил нешто големо, тоа нека го знае целата земја, весели се, радувај се, жителко Сионова, зашто голем е меѓу тебе. Светијата Израјле. Вон ме мир сем премудрост простом да го изслушаме светото Евангелие, мир на сите вас. Ке се чита од светото Евангелие според Марка, слава Тебе Господи. По на време дојде Исус од Назарет Галилејски и се крсти во реката Јордан од Јована, а кога излегуваше од водата наедно се виде како се отворија небо. Многобројните верници присуствуваа на светиот чин на спуштање на крстот во црковниот базен во дворот на храмот Свети Атанаси. Отец Љубиша Блажевски изврши мал водосвет пошто го спушти крстот во базенот. Зоран Заковски беше единствениот кој учествуваше во овогодинишната традиција. Влези у вода. Влези у вода. Водите во влак. Нека ни е светска и величесна година. Први пut ми е да скокам. Се чувствувам добро. Мало е ладно, али среќен. Би посакал на сите да имаат прво здравје, среќна беричат на годината да име. А ова е традиција уназад, па може едно 20 на година, не знам баш точно, али 20 на година мислим дека има за Водици како ние традиција ова. Со богојавленскиот поздрав Бог се јави, на вистина се јави и спуштање на осветениот крст во водите на реката Вардар, празникот Водици беше одбележан во село Сарачино. Овој празник е посебен ден за жителите на ова село. Чествувањето започна со веселба и општо народен собир во храмот Света Богородица. Поворката со верници потоа тргна кон реката, каде што во студените води на реката Вардар, отец Љубиша Блажевски го фрли осветениот крст. Најсреќниот во трката за фаќање на крстот се фрла по него 4ти пат и оваа година за прв пат го фаќа истиот. Бог се јави. Данијел, ајде, си. Да чека малку по нам. Нема место. 3 минути. 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 3 minute. 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 3
Sreća, ko je? Zoki! O, pak Daniel! Zoki! Празникот Богојавление со водосвет и спуштање на крстот беше одбележан и во населеното место Ратае. Манифестацијата, традицијата продолжува со спуштањето на крстот во село Ратае. Секоја година добија бакшиши, награде младите, даваме ручек. И одиме сега по кумот, да повикаме кумот, значи со крстот. И така се одвија тие работи. Традицијата продолжува, значи 10-11 година ни е ова традиција поред. Честитки до сите православни верници за Богојавление денеска за и тоа. Каква е посетеноста? Колку младите се интересираат да го продолжат? Да. Младите во нашето село се доста заинтересирани. Значи осабале се труда да помогнат за фрлянето, за спуштањето на крстот. Млади се пријавува, денеска имамо 3 млади момчина кои ќе се фрлјаат по крстот. За до година имамо нови, така секоја година. Мислим традицијата ќе продолжи се дури постоиме. Се порасува од неја да има зачистување на душите и телата, за ицелениот Бог и за светување на домовите секако особена полза, зашто ти си Бог наш кој со вода и дух си обнови светената од грев наша природа, ти си нашиот Бог кој со вода го потопи гревот, за времето на Ноe ти си нашиот Бог преку Мојсија го приведе еврејскиот народ низ морето и го ослободи од фараоновото робство, ти си нашиот Бог кој го раскрши каменот во пустињата и потекоа води. Голем број верници не само од ова тетовско село, туку и од околните населени места дојдоа во црковниот двор на црквата Свети Атанаси да присуствуваат на чинот на осветување и фрлање на крстот во црковниот базен, кој го изврши парохискиот свештеник отец Александар Стојановски. Годинава среќата да го фати крстот му се насмевна на 15 годишниот Роберт Видојски, кому ова му е трета среќа. Богојавленски чествувања денес имаше и во населените места Челопек, Теново и Прелюбиште. Голем број млади момчиња се фрлија во осветените води, но среќата да го фатат Богојавленскиот крст имаа само поединци. Со богојавленски поздрав Бог се јави, на вистина се јави, испуштање на осветениот крст во водите. Празникот водици беше одбележан во Челопек. По повод празникот Света Божествена литургија беше отслужена во црквата Света Богородица, а потоа во црквата Свети Никола беше извршен чинот на водосвет и положување на осветениот крст од страна на отец Ненад Ѓорѓевски. Сам ти човеколюбив царо, дојди сега, преку сливот твој сведок и осветија оваа вода. Сам сега, владико, осветија оваа вода со твојот сведух. Амин. Сам сега, владико, осветија оваа вода со твојот сведух. По Богојавленскиот крст годинава тргнаа 6 мина храбри момчиња. Бог се јави! Вистина се јави! Бог се јави! Да вистина се јави! Бог се јави! Да вистина се јави! Вамо, гледај! Значи, кој е сречникот кој годинава го фати осветениот крст во село Челопек? Христијан Миладиновски. Колку години имаш? 18. Дали прв пат скокаш? Да, прв пат рипам по крстот.
Посакувам здравје, среќа, љубов, то. Има ли некоја посебна тактика за да се успее да се фати крстот? Среќа. Момчето кој успеа да го фати осветениот крст од спонзорите беше дарувано со телевизор. Одбележувањето на празникот Богојавление Водици во населеното место Челопек беше заокружено со заедничка братско-сестринска трпеза на љубовта. Со спуштањето на осветениот крст во водите на реката Вардар и во Теново традиционално беше одбележан празникот посветен на крштевањето на Господ Исус Христос. Пред пладнето отец Ивица Спасеновски изврши водосвет и одврзување на светиот крст во црквата Свети Никола. Според традицијата, богојавленските чествувања се надополнија и со народна веселба во црковниот двор. Инаку Богојавление во Теново се празнува од памтивек, а верниците не ги заборавиле верата и обичаите, продолжувајќи ја вековната традиција. Од црквата поворката од верници предводени од организациониот црковен одбор, а придружувани од музика, го понесе крстот до реката Вардар. Дел од обичаите и дарувањето на јаболка кои се собрани во текот на претходниот ден на празникот Водокрст. Осветениот крст беше положен во студените води на реката Вардар, а по него тргнаа тројца. Но честа да го фати честниот крст му припадна на еден. Фати крстот во село Теново му припадна на кого? На Јас сум Христијан Китановски. Ова ми е веќе втора година што скокам по светиот крст. Првпат ми е да го фатам. Посакувам крстот да ми донесе многу здравје, среќа, беричет. Од каде си? Од Теново. Чествувањето на Богојавление Водици во населеното место Теново продолжи во текот на целиот ден. Празникот Богојавление е посебен ден и за жителите на село Прељубиште. Чествувањето на Водици започна од домот на годинешниот кум кој минатата година го фати крстот, а потоа богојавленската поворка со музика се упати до црквата Свети Јован Богослов. Таму беше извршен чинот на водосвет од страна на отец Александар Стојановски. Настојувајќи од слуга да примиш крштение, о добар Боже, од раката на претечата заради нашите гревови човеколюбче. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Господи, си дошол кон гласот оној што вика во пустињата, пригответе го патот, Господовот како прими лик на слуга, барајќи крштение ти што не знаеше за грев, те видоа водите се уплашија, претечата затрепер извика велики, како ќе го освети светилникот на светината, како слугата ќе положи раката на Господарот. Освети ме мене и водите, Спасителу, ти кој го земаш гревот на светот. Премудро. По осветениот крст во ладната вода тргнаа двајца, но среќата го послужи само едниот. Тебе, Господи, троичество е јависја, поклонени е родителе Бога, свидетелствуваше Тебе, возлюблена го Тја Сина именуја, и духовиде голубиње, известуваше и словесе утверждение, јавеся Христе Боже, и мир просвеше и слава Тебе.
Јас сум Дејан Смилјановски, 4-ти пат се фрлам, 2 пат го фаќам. Колку години имаш? 19. И што значи ова за тебе? Здравје, среќа, љубов. За најсреќниот следуваше пригоден подарок, а чествувањето продолжи до доцните часови. Водици денес се празнуваше и во Раотинце, Сиричино и во Туденце. Денот на крштевањето на Господ Исус Христос во водите на реката Јордан со водосвет и спуштање на крстот беше одбележен во тетовското село Раотинце. Чествувањето на празникот Богојавление во ова тетовско село има долга традиција. Прославата на празникот започна во домот на годинешниот кум 17 годишниот Владко Савески, кој лани беше најуспешен во трката за осветениот крст. Потоа верниците предводени од кумот, придружувани од музика, минаа низ селото и се собраа на мостот на реката Вардар. Богојавленскиот водосвет го изврши парохискиот свештеник Жарко Мицковски. По евангелскиот поздрав Бог се јави, на вистина се јави. Во водите на студениот Вардар беше спуштен осветениот крст. 3! Никол Чекитановски. 4-ти пат, прв пат го фаќам крстот. Какво е чувството што очекуваш? Малку студи, здравје, среќа, љубов, само тоа. Друго све ќе дојде. Празникот Богојавление, ден посветен на јавување на Светото Тројство, кога Синот се крштева, Отецот се јавува од небото, а Духот се појавува во вид на бел гулаб. Пригодно се одбележа и во село Сиричино. Прославата на празникот започна од домот на годинешниот кум Александар Селковски. Јас сум Александар Селковски, лани го фатив крстот 2016. Кумството ми донесе многу среќа, здравје, љубов и на сите им посакувам све на љубов. Што им препорачуваш на младите во однос на скокањето? Па, ако имаат храброст, нека скокнат, не е толку страшно и ако имаат среќа, ќе го фатат крстот. Верниците предводени од кумот, придружувани од музика, се упатија до реката Вардар. По евангелскиот поздрав Бог се јави, на вистина се јави. Во водите на студениот Вардар беше спуштен осветениот крст, а по крстот скокнаа 4 момчиња. Најхрабриот и најуспешниот меѓу нив се избори со студените струи и го фати крстот. Бог се јави! Бог се јави! Епа, немој Бог да Јас се викам Христијан Јоновски, по трет пат се фрлям и денеска ми се исполни да фатим крстот. Многу сум среќен. Господ сакам да ви донесе здравје, среќа и љубов. Традицијата на одбележување на овој празник во Сиричино е возобновена кога е најден стар месингуван крст во водите на реката Вардар, за кој се предпоставува дека во минатото кога постоела оваа традиција бил фрлен, но поради надојдената вода на реката не бил најден. Празникот Богојавление или кај народот познат како Водици со водосвет и спуштање на крстот беше одбележан и во тетовското село Туденце. Долгогодишната традиција налага прославата на празникот да започне од домот на годинешниот кум. Овој пат верниците беа во домот на 20 годишниот Павел Тасески, кој лани беше најуспешен во трката по крстот во населеното место Туденце, а потоа предводени од кумот, придружувани со музика, се упатија до мостот на реката Вардар. Богојавленскиот водосвет го изврши парохискиот свештеник отец Жарко Мицковски. По евангелскиот поздрав Бог се јави, на вистина се јави. Во водите на студениот Вардар беше спуштен осветениот крст. Во трката по осветениот крст се вклучија 3 храбри момчиња кои им прекосија на ладните води. Јас сум Стефан Ѓурѓевски, трет пат трипам, 2 пат го фаќам, многу сум среќен. Очекувам ова година крстот да ми донесе здравје, среќа, љубов, мир на сите, све најдобро. Одбележувањето на Богојавление во овие населени места продолжи со музика, орој песни до доцните вечерни часови.
Властите во Италија денеска соопштија дека околу 30 луѓе се исчезнати откако лавина го затрупа малиот планински хотел во централниот регион кој беше погоден од земјотрес ден претходно. Агенцијата НАСА цитира еден од спасувачите кој вели дека има и загинати, но нема детали, а властите ги негираа претходните извештаи во кои се наведуваше дека се пронајдени многу мртви. Италијанските медиуми се повикуваат и на изјавата на Фабрицио Цурцио, шефот на одделот за цивилна заштита, кој вели дека во хотелот Тригопиано во Фариндола имало околу 30 гости и вработени. Се уште не се знае дали земјотресот што се случи на 18 јануари ја предизвикал лавината. Во Романија протести против плановите на владата да помилува 1000 затвореници, меѓу кои можат да бидат влијателни приврзаници на владеачката партија во земјата, Социјалдемократската партија. И покрај студеното време во Букурешт, пред зградата на владата се собрале околу 3000 лица, кои извикувале во демократијата крадците се седат во затвор. Романските власти изјавиле дека имаат намера да ги декриминализираат прекршоците поврзани со злоупотреба на власт, ако штетата врз буџетот не надминува 200.000. Романските власти објаснуваат дека ваквите мерки се потребни за да се реши проблемот со преполните затвори, но критичарите на одлуката покажуваат дека меѓу помилуваните може да се покажат како влијателни поддржувачи на социјалдемократите, осудени за надминување на службени овластувања и корупција. Различни извешта има за последиците од пожарот кој предизвика и паѓање на зградата во главниот ирански град Техеран. Associated Press, повикувајќи се на иранската телевизија, јавува дека најмалку 38 луѓе се повредени и хоспитализирани, но дека зградата претходно била испразнета. Пожарникарите се обидувале да се справат со огнот со часови пред зградата да се урне, јавуваат тамошните телевизии. Еден очевидец го опишува настанот како сцена од хорор филм. Зградата е изградена во 1960 година и една од постарите висококатници во Техеран. Во неја има и продавници. Поранешниот американски претседател, 92 годишниот Џорџ Х.В. Буш, синоќ е префрлен на интензивна нега во болницата во Хјустон поради воспаление на белите дробови, а во истата клиника сместена и неговата сопруга Барбара. Буш во болница од саботата при што имаше интервенција за ослободување на дишните патишта. Портпаролот на Буш, Џим Мекгрет, наведе дека и поранешната прва дама со која е во брак 72 години е хоспитализирана поради кашлица и исцрпеност. Минатата година земјата беше рекордно топла, што е трета година поред, соопштија научниците. Според нив, главниот виновник е глобалното затоплување предизвикано од човечкото дејствување, како и природниот феномен Ел Нињо. Американската вселенска агенција НАСА и Националната управа за океани и атмосфера соопштија дека 2016 година ја надмина 2015 како најтопла година од кога постојат податоци за тоа. Пресметано е дека просечната глобална температура лани била 14,84 целзиусови степени, што е за 0,04 степени повеќе од 2015. Денес имавме претежно облачно време со повремени локални врнежи од снег, кои до крајот на денот ќе престануваат. Дуваше слаб до умерен северен ветер. Утринските температури се движе од -5 до -2, а дневните од -1 до 2 степени. Утре не очекува променливо облачно време, попладне со сончеви периоди. Ќе дува слаб до умерен северен ветер. Утринските температури ќе се движат од -7 до -2, а дневните од -1 до 1 степен. Овде е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието. Пријатно!